Прашува ли некој некого каде за нова година на една недела пред доаѓањето на 2022-та? Што се случи за само неколку години, па граѓаните заборавија на лудите забави и неповторливата предновогодишна и новогодишна атмосфера. Наместо тоа, од сите страни предупредување дека евентуален дочек е ризик за зараза од COVID-19. И бидејќи пандемијата е причината за драстичната промена на дочекот на новата година, вреди да се направи една ретроспектива како во минатото или како до преклани изгледаше сето тоа и да се постави прашањето што се добива, а што се губи со менувањето на навиките. Иако има луѓе што ќе речат, а кој кажа дека новата година треба да се пречекува со луди прослави и забави. Дали може би лагодниот социјализам, кога, како што велат возрастните, течеше мед и млеко, ни наметна нерационални навики. Што носеа и што донесоа некогаш гламурозните пречеци со изобилство од пијалоци, храна, музика. Колку денеска може да се рече, еднаш се живее. Еден општ осврат на незаборавните дочеци на 1980-тите, 90-тите и 2000-та година сигурно ќе им ги врати сеќавањата на повозрастните. Например, резервирање место во тогашниот престижен мотел градче уште на почетокот на декември за прва и втора вечер по цена од 2000 до 3000 денари. Представничките на поубавиот пол со денови во потрага по соодветни модни парчиња да се дотераат од глава до пети. Мажите купуваа престижни костими, чевли и вратоврски. По едномесечни планирање, спремање и трошење доаѓа лудата вечер во годината. Во рестораните секогаш маса две повеќе од вообичаено, што е причина помеѓу дотераните да нема игла каде да падне. Ора, песни, рок-н-рол, танцови, се до раните утрински часови. Потоа стана модерен дочекот во туристичките метрополи во странство, па се уплатуваат тродневни аранжмани по хотели од соседството, па се до Рим, Париз, Дубај. Секако за оние со подлабок джеп. Ако нешто е утешително во сегашните пандемски услови е враќањето кон семејството. Затоа, таков аспект гледано, може би дочекот на 2022 година ќе биде посреќен од претходните. Секако, доколку за момент се заборави на песимистичките предвидувања за тоа што не очекува во секој поглед.